Откако олимпискиот успех на Дејан Георгиевски го сврте вниманието на македонската јавност кон теквондото, овој спорт продолжува да испишува нови успешни приказни. Последната ја донесе младата Ведрана Тунески, која со 4 убедливи победи го освои златниот медал на Г1 турнирот Сараево Опен, а само еден месец претходно македонскиот репрезентативец Филип Блажевски триумфираше на Г1 турнирот во Луксембург, потврдувајќи дека Македонија има генерација која сериозно чекори кон европската и светска сцена. Дали станува збор за низа поединечни успеси или за спорт што создава континуитет и нова генерација шампиони? Како се создава врвен спортист, колку е тежок патот до меѓународните медали и зошто Македонија полесно создава успешни поединци отколку успешни екипи? Да си кажеме, ново издание добре дојдовте, денеска со македонскиот репрезентативец Филип Блажевски и со помошник селекторката на македонската репрезентација и тренер во теквондо клуб Бутел Викторија Спасовска. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добре. Филип, честитки за златото освоено во Луксембург. Фала ви. Викторија, успехот на Ведрана, претходно на Филип, дали покажува дека веќе не станува збор за случајност кога станува збор за успесите во теквондото, туку за систем? Да, апсолутно станува збор за систем, со тоа што особено олимпискиот спорт е многу мерлива категорија, самите резултати и бројки го покажуваат тоа. И самиот успех на Дејан Георгиевски на Олимпијадата во Токио не беше случајност, тоа беше веќе наназад 4 години каде што имаше континуитет на резултати на европската и светската сцена. Па така што мислам дека и оваа генерација е на добар пат. Веќе имаме европски кадетски медали, јуниорски, У21 европски бронзен медал од Филип Блажевски и мислам дека тоа е добар показател дека станува збор за система, не чиста среќа. Добро, да објасниме на почетокот за гледачите што значи Г1 турнир. Отприлика да споредиме со некој друг спорт, колкава е конкуренцијата, за каков надпревар, каков меѓународен од каков формат станува збор? Г како предзнак значи доаѓа од зборот глобал. Во англиски говорно порече значи дека тоа се светска серија на турнири. Може некако паралела да се направи на пример со тенис како мастерс турнирите каде што се собираат исто така поени. Тука е од отворен тип, може да имаат по 60 надпреварувачи во една категорија и сите борби се изведуваат во еден исти ден. Значи не трае во неколку дена, меѓутоа може да имаат по 5 до 6 борби во еден ден со представници од целиот свет. И оно што е најзначајно веројатно што носи и поени за учество на олимписки игри. Да, тоа тие поени што се собираат на Г турнирите, обично носат 10 поени, 20 поени зависи од масовноста на турнирот. Тие поени понатаму навлегуваат на светската и олимписката ранглиста. Понатаму за да се квалификуваат на олимпијада, топ 5 што се на ранглиста влегуваат на олимпијадата. Значи на колку чекори, вака ако може да се каже, да преведеме Филип до учество на олимпијада? Добри 3. Добри 3. Што значи што 3 златни медали на Г1? Не. Добри 3 чекори во неговиот развој на сениорското теквондо. Он е втора година сениор. Лани му беше прва година, тоа значи дека е многу млад сениор во овој спорт, а веќе ланската година како прва тој веќе освои значајни поени, каде што поминува по едно коло, 2 кола на тие Г турнири, а веќе оваа година и освојува златен медал, што е апсолутно можеби изненадување во Европа и светот, меѓутоа ние знаевме со што си имаме работа изминатиот период. Така што веќе неколку такви турнири го внесуваат во процесот на гран-при системи кои што го отвараат патот према олимпијадата. Меѓутоа тука имаме простори да не влезе во тие топ 5 каде што веќе на квалификацијскиот турнир би имал многу големи шанси за здравје Боже за Лос Анџелес. Така Филип, што значи освојување на злато на ваков турнир во Луксембург? Колку борби се тоа? Па јас имав 4 борби. За мене значеше еден голем чекор, бидејќи ова ми е прв сениорски медал од оваков тип на турнири и мотивација за понатаму за поголеми успеси. Инаку имаш 19 години, матурант, така? Да. Како ти оди училиштето? Па добре, морам да кажам дека малце ми е полесно, бидејќи сите мои професори го препознаваат мојот успех и така малце ми е полесно за оценки. Како помина на државната матура? Па добро, одлично, задоволен сум. Задоволен си? Да. Што значи медалист во теквондо? Колку пати неделно тренинг? Па секој ден можеби по еднаш до 2 пати. Значи секој ден мора најмалку еден тренинг. Колку трае тој тренинг?
Зависност од потребата зависи кој период сме во припреми, дали ако сме во фаза на припреми можеби траат подолго. Зависи доколку ни треба тренинг за сила, можеби трае пократко, ако ни треба подолги тренинзи. Се тоа зависи го прави тоа тренерот докторот Борче Костовски. Така, како се зарази со теквондо, како тргна во овој спорт, како го одбра теквондото токму? Јас од секогаш сум сакал боречки вештини, и сум ги гледал на телевизија и се тоа, но така претходно имам тренирано и други боречки вештини, но теквондото така некако ми остави посебен впечаток, бидејќи имаше некоја посебна енергија во салата, можам да кажам, што ме задржи до ден денес кога сум таму. Викторија, колку успехот на Дејан Георгиевски, тоа олимписко сребро беше, нели, во Токио 2021, ја смени перцепцијата генерално за овој спорт во Македонија. Дали од тогаш има некој поголем исчекор, односно поголем број деца? Да, поголема масовност. Поголема масовност. Да. Многу се смени структурата на теквондото тука со тоа што успехот на Дејан Георгиевски е најголемиот спортски успех во независна Македонија, морам да потенцирам. Врвен спорт, единствен квалификуван во независна Македонија, а камоли со медал. Фала на Борче и Дарко што го изведеа тој пат со Дејан и го отворија патот за многу нови спортисти кои што веќе им е многу полесно со тоа што го направи Дејан. Дејан отвори врата, сега Филип Ведрана поминуваат ни става врата или многу фуриозно така? поминуваат ни става врата. Филип Ведрана, Теодор, имаме многу голема плејада моментално на нова генерација. И таа генерација беше потикната токму од успехот на Дејан Георгиевски. Најпрво се направи голема масовност во сите клубови. Не ставам во збор тука само за теквондо клуб Бутел, меѓутоа во сите клубови во државата. И од таа масовност ние веќе имаме направено лига систем на турнири кои што може да многу полесно и побрзо да ги препознаваме новите таленти за да може да се вложува во нив и да се работи со нив. Добро, ако го тргнеме настрана успехот на Дејан Георгиевски од 2021, тоа олимписко сребро, што се случи во суштина во теквондото како спорт во последниве 10 години? Дали станува збор за поголем број на таленти, подобри спортисти, подобра работа или поинаква филозофија? Подобри тренери. Току ќе кажам многу кратко јасно. Каде беа тие тренери претходно? Спортисти беа претходно. Спортисти, Пред 10 години теквондо спортот постоеше, меѓутоа беше на некоја ниска маргинална, да речем, граница. Постоеше. Меѓутоа 2015 се собравме една екипа на млади ентузијасти кои што направија промена во раководството на федерацијата и теквондо спортот го донесоа на едно многу високо ниво со квалитетни тренинзи, со квалитетно усовршување, со менаџирање на сите тие средства што се имаат како што треба и од веќе 2015 мислам дека првиот U21 медал на Дејан е можда веќе и од 2017 година, значи тоа е за многу кратко време се направи таква експанзија. Тука не беше само Дејан, Дејан е круна на целата таа работа. Филип Додевски е пети во свет сениор, Ана Марија Ѓоргиевска е единствен бронзен медалист од светско првенство, значи што го има нашата држава во еден олимписки спорт, така што тоа е веќе една сериозна плејада на спортисти, не е само еден успех. И дали овој континуитет значи дека секоја година или на неколку месеци Македонија може да вади по едно ново звучно име во теквондо? Тебе Ведрана, Филип, го спомнавте Теодор. Да. Значи, дали се ова врвни спортисти во доаѓање? Во најава може да се каже, ако даде Господа ги послужи здравието да ги одбегнат некои посериозни повреди, меѓутоа апсолутно да. Не станува збор за месеци, тоа е година и работа, меѓутоа нивните успеси интересно доаѓаат од прилика еднаш-два пати годишно имаат еден така импозантен успех некој што може да се одбележи. Филип, колку тебе те поттикна успехот на Дејан Георгиевски? Дали како во секој спорт е важно да се има свој херој, не поради медалот само, туку и поради таа лична инспирација како помлада генерација како? Морам да кажам дека мене Олимписките игри мене ми се сон. Јас живам за да освојам медал на Олимписки игри, односно пред се да освојам норма на Олимписките игри. Секако дека ми беше голема мотивација, бидејќи веќе ми беше јасно дека некој може тоа да го направи и мене ми е многу полесно, бидејќи некој веќе го скршил мразот за на мене да ми биде полесно. Инаку, колку е долг или тежок
или макотрпен тој пат од дете кој прв пат облекува кимоно, во кимоно тренирате, нели? Да. До освојување на медал на некој меѓународен турнир. Па тешко е сигурно многу тренинзи, јас тренирам веќе 11 години, активно, без паузи, секој ден, напорни се тренинзите секако. И секако дете мене ми се искача, нели, сите тие работи, но континуитетот си ги прави успесите. Ние гледаме, кога гледаме борба од неколку минути. Меѓутоа за подготовка на борба од неколку минути веројатно потребни се години, месеци или како? И двете. Двете. Посебен режим на исхрана? Нешто повеќе во начинот на функционирање или по нешто што се разликуваш од твоите врсници? Јас избегнувам брза храна најчесто, но мене не ми е проблем некогаш и да прекачам со исхраната. Немам стрикна исхрана, но секако се пазам на своето здравје, бидејќи ми помага и при тренинг и при припреми за натпреварување. Викторија, велите, тренерите се нешто најважно во овие 10 години што овозможија континуитет и да создаваме нова генерација теквондисти кои имаат шанса за значајни европски светски успеси. Што е потешко, да се создаде шампион или да се изгради еден карактер, еден систем во спортот? Систем, апсолутно. Системот го гради шампионот понатака. Нашата цел од почетокот беше да се направи систем на тренери, систем на логистика, апсолутно, која што после тоа може да доведе до шампиони. Апсолутно без тоа се би било безцелно, само талка не можеш да изградиш тој шампион без систем на тренинг. Како што сега стојат работите и овие млади деца како што ветуваат, она што се случи со Георгиевски во Токио нема да биде случајност, ќе стане правило, очекувам. Би требало, бидејќи помина 5 години од тогаш. Помина 5 години точно. Успехот на Дејане исто беше на база на систем. Нивните допрви успеси што треба да се случуваат исто е било на истиот принцип, бидејќи веќе ни е познат патот. Патот е пеколен. Многу важи колку се они како спортисти спремни да се нафатат на таа цел, бидејќи е стварно многу голема жртва и приватен живот тука им пати, здравје се, затоа што врвниот спорт апсолутно нема врска со здравје како рекреативниот спорт, значи тука се склони на многу повреди, на многу откажувања и доколку се тие спремни да го изедат тој пат, мислам дека ние имаме начин како да ги донесеме до тие успеси. Филип, велиш 11 години се занимаваш сериозно со теквондо. Имало ли периоди кога ти било тешко, кога си сакал да се откажеш? Бидејќи од дете прерасна во момче и разни фази на созревање, разни фази на интерес. Имаше ли момент кога рече доста теквондо убаво? Да, помислам дека е нормално тоа во секој спортист ќе доживее тоа како спортско разочарување, би кажал, доколку одреден период нема да се добие медал или нешто. Аз си тренирал напорно, знаеш, за тој медал и едноставно така малце се разочарува, но доколку останеш после тој момент, мислам дека успесите така доаѓаат. Кога се разочара ти, зошто и како најдеш сила да останеш? Можеби лани, изминатата година, бидејќи ми беше прва сениорска, од јуниорска во сениорска преминав и тука беа појаки противници и така немав земено медал неколку месеци сигурно и ето така Европското првенство до 21 година така ми даде уште поголем мотив да освојувам што поголеми медали виднина. Добро, за успехот во Луксембург имаше 2 победи, рече. 4 победи. 4 победи во Луксембург за злато. Предходно минатата година рече си се разочарувал поради некои порази, бидејќи си влегол во силна конкуренција. Има ли нешто што научи од тие порази што не може да се научи од победите? Кога еден спортист учи и расте повеќе? Од при пораз или при победа? Па мислам дека при пораз се учи повеќе и едноставно се гради спортистот да биде посилен и поспремен и да не се разочарува за понатаму во животот. Секако и победите се тука нели подобриот дел од спортот, да. Поразите едноставно ме прават да бидам посилен за понатаму.
Добро, Македонија често знае да изненади во индивидуалните спортови. Кога станува збор за индивидуални спортови, можеме да се пофалиме со успех не само во теквондото. Од време на време карате, ке блеснеме борење, џудо, кикбокс, нели, па и во други помалку експонирани спортови. Од друга страна, со години немаме сериозен исчекор, напредок или некаков континуитет во најпопуларните екипни спортови. Може ли да, како спортисти сега ве прашувам, да најдеме логика зошто е тоа така? Кога велите во теквондото успехот се базира на тренерите, зошто во екипните спортови немаме добри тренери? Имавме златни генерации таму кои се пензионира и кои се сега тренери, па некако тешко ни оди да изградиме систем. Доаѓајќи од индивидуален спорт, не можам да најдам грешката или затоа што е било неко обвинување зошто тоа го нема во екипните спортови. Можам да кажам во индивидуалните може би е полесно да се издвои поединец отколку да направиш да склопиш една цела екипа на мало поднебје. Може би една од причините. Ние тука имаме квантитет на спортисти, меѓутоа можеме да одбереме неколку во кои што гледаме дека има потенцијал и да се вложува во нив. Од друга страна е малку полесно финансиски за менаџирање, затоа што ние одиме со 20 спортисти на светско првенство, со еден тренер, значи помали се екипите, затоа што ние да стигнеме до светско првенство, ние имаме секој втор викенд минимум турнири, тоа е многу голема логистика, многу финансии кои што треба да се издвојат. И меѓутоа се неопходни за да се направи еден врвен резултат. Значи ние без тие искуства што ги собираме на турнирите секој месец, ние не би можеле да изработиме како што треба на големата сцена. Финансискиот товар каде паѓа најмногу? Финансискиот товар апсолутно не. Значи последниве неколку години мора да се заблагодариме на владата на Република Македонија. Тука од нашиот клуб е игра началникот Дарко Костовски, кој што стварно многу помагаат последниве години. Кога станува збор за репрезентација, репрезентативците, јас колку што знам, никогаш немале никаков финансиски товар. Да, кој клуб зависи од финансиите на клубот во моментот, меѓутоа тоа се сведува на минимум. Но рековте последниве неколку години. Како беше претходно? Колку семејството на Филип Блажевски морало да инвестира во него? Не само пари, и пари, меѓутоа и енергија и тие патувања секој викенд да ги организираат сами како логистика, за да Филип стаса до ова ниво до кое е сега. Па морам да кажам дека јас не го фатев тој дел многу да имам проблеми со финансиите. Би кажал дека можеби првите 2-3 години само тие Г турнири што беа се плаќаа по 100 евро тогаш и сега доколку ние идеме во текот на годината на некои десетина можеби Г турнири, можеби јас сум немал да си дозволам да одам на 10, ама сега благодарение на владата на Република Македонија или на мојот тренер уствари Дарко Костовски, мене ми е многу полесно од тој аспект. Добро, значи веројатно во индивидуалниот спорт доволно еден успешен спортист и еден посветен тренер, отколку полесно е така да се создаде, отколку да се создаде една цела успешна генерација на спортисти, веројатно кога правиме паралела помеѓу индивидуалните и екипните спортови. Искрено, затоа што не сме од екипни спортови, ние ги знаеме нивните внатрешни проблеми на структурите, меѓутоа вака полесно да се создаде еден врвен спортист, отколку 10 врвни спортисти. Да, со тоа што позади еден спортист стојат минимум 5-6 луѓе што работат за тој еден спортист. Кај нас можеби и обратна ситуацијата. Например, ако во фудбал има тројца тренери и 12 спортисти, тука е обратно. Филип, вие спортистите разговарате меѓу себе. Имаш другари што тренираат фудбал, кошарка, некои други? Имам, да. Имаш чувство дека зборувате за различни спортски димензии, дека различен е менталитетот, различна е социјална системот е различен? Па да, можеби поради тоа што ние во теквондо клубот Бутел работиме и врвен спорт, можеби сум посвесен за тоа и можеби така и се доаѓаат успесите. Добро, за овој дел од разговорот уште едно прашање како дилема. Што можат другите спортови, посебно екипните, да научат од теквондото и да применат? Или што треба? Кој е рецептот? Најпрво тренингот да се базира на наука, не на некои си претходни искуства што ги имали и што виделе на телевизија. Мора секој спортист и секој тренер да биде спремен у смисла да го познава прво феноменално човечкото тело, за да знае што може да
да допринесе тоа за да имаме врвен спорт како момент, и тоа бара многу жртва у смисла на да се спремни тренерите од секаков можен аспект и да знаат што очекуваат, потоа психолошка припрема, рехабилитацијски момент, еден цел пакет што му треба на еден спортист и да го доведат во својот клуб за да може да направат било каков успех. Еве, Викторија, како помошник селектор и тренерка, вели психолошка подготовка битна. Во теквондото веројатно и нема кого да обвиниш ако загубиш, освен себе си. Судијата, жирито, може да се бара некогаш и таму. Сведена на најмалце. На најмалку. Нема вар? Има. Има вар и во теквондо? Да. Добро, колку тоа те прави психолошки посилен, например, ако се споредиш со другите врсници? Па сигурно многу повеќе можам да кажам. Како се тренира психолошка сила подготовка? Кога велите психолошка подготовка, како работите со овие деца? Најпрво многу разговор со нив, многу тајминг на самиот тој разговор, во прав момент да го слушнат тоа што треба да го слушнат. Има одреден типи на психолошки вежби кои што ти ги работат, меѓутоа се зависи во која возрастна категорија спаѓаат, апсолутно не се работи длабока психологија со кадети и понатака, бидејќи се уште се деца, тука е развој, меѓутоа сениорите имаат сериозни подготовки на таа тема, и со тоа што врвен спорт и веќе олимписко ниво, таа победа ја извојува токму психолошкиот дел. Таму е врвен спорт, 16 најдобри спортисти на свет се тука, сите се еднакво физички спремни, сите се со еднакво техничко, тактички подготовки. И што го прави, што ја прави таа разлика? Само менталниот склоп во моментот на кој ќе му биде даден. Како се тренира тоа ментално? Како изгледа тој ментален тренинг? Не би го објаснувала во јавност, бидејќи тука мора да остане и нешто во самиот клуб. Имате тајна рецепт за успех? Да, тај рецепт. Меѓутоа, секој клуб си има свој принцип на работа и се држиме према тоа, така што не би навлегувала подлабоко во тој дел. Добро, го делите впечатокот дека Македонија има низа на спортски таленти во секој спорт или во теквондото сме нешто посебно талентирани? Мислам дека апсолутно во секој спорт има таленти, меѓутоа талентот е 5% од целата приказна. Многу е битно како ќе се изработи тој талент понатака. А дека ние сме и поднеби каде што има многу талентирани деца, без разлика во кој спорт да го пратите, само што тоа треба многу добро се изработи и на крај резултатот доаѓа 95% е работа, само 5% е талент. Так. Како е организиран тренингот со различни генерации? Кај вас во клубот Бутел и генерално во репрезентацијата, како оди таа регрутација на најдобрите? Во теквондо клуб Бутел ние сме 5 тренери, така што генерално ни олесната работата, поделени се по возрастни категории, меѓутоа да речем тројца од нас работат константно со нив, например зависи на кој што му треба во моментот, се работи индивидуално со спортистите, се работи групен тренинг, така што тоа е еден цел систем на тренинг што се работи, во моментот зависи од тоа што имаме на агендата следна, така што може да работат со мене еден тренинг, наредниот да работат со Борче, на третиот со Дарко, зависи во моментот што ни е потребно. Добро, кога велите теквондото успехот последниве години се должи на сериозната тренерска работа, на посветеноста, генерално кога зборуваме за младите спортисти во Македонија, што најмногу им недостига за поголеми спортски успеси на секоја поле? Дали станува збор за пари, дали станува збор за инфраструктура, за стручна работа, она што кај вас не недостига, или за учество на меѓународни надпревари? Може би тој природен момент што го спомна Филип на криза на откажување, затоа што кај нас некаде сите тренираат до околу 18 години, меѓутоа во моментот кога ќе станат матуранти, кога ќе се соочат со момент на животни одлуки, дали би се бавил професионално со спорт или би работел нешто друго за екзистенција, мислам дека тука има голем број на откажување во сите спортови, затоа и немаме толку голем број на сениори воопшто во сите спортови. Се додека се деца, можеш полесно да ги менаџираш, нема такви потреби, немаат екзистенцијални кризи некои си, така што веќе после 18 години тие што ќе истраат, значи дека стварно сакаат да се тука и се спремни на дали тој не чекор. Тоа така можеби поради недостигот на инфраструктура
толкава Можеби. земја со толкави таленти, на пример во пливањето имаме само 2 затворени базени, Да, од кои едниот апсолутно. функционира па не функционира. На пливање, атлетика, ние сме среќни што доаѓаме од спорт каде што може да ставиме татами во една сала и не ни треба Но некоја треба да е опрема. загреана во зима. Голем број ракометари не можат да тренираат во зима бидејќи салите се незагреани. Точно, доколку се средат тие услови, меѓутоа, ако ќе бидам наискрена, Дејан Ѓоргиевски го скова тој медал во одморалиштето Радости во Охрид, знаете какви се условите таму. Дејан Ѓоргиевски квалификациите за Токио ги спремаше во ладна сала во која што немаше прозори, значи на минусни температури, во време на ковид, така што доколку сакате, доколку знаете, сега во поготово индивидуалните спортови мислам дека не ни треба нешто посебно од инфраструктура за да успеете. Еве Викторија, Тоа кажи е што филмска направил приказна една. Дејан за да стаса до таму. Ти, Филип, која е најголемата жртва што ти си ја направил за спортот досега? Па јас го фатев тој период, морам да признам. Сега мене ми е многу полесно. Имаме многу подобри услови сега за тренирање и мене ќе ми биде многу полесно да стигнам до поголем успех. Колку пати до сега си се запрашал вреди ли се во ова? Доста. И како доаѓаш до вистинскиот одговор? Па, јас едноставно знам што сакам, знам која ми е цел во животот, тоа е да земам олимписка норма и мислам дека ништо не може да ме спречи од тоа. А кога си се прашувал вреди ли се во ова, како се гледаш себе си во иднина? Имајќи на ум дека во Македонија врвен спортист во помалку популарен спорт не може да добро да заработува или да живее од тоа. Дали повеќе го доживуваш теквондото како хоби се уште, иако си на патот на врвни спортски резултати, или како можеби професионално да се занимаваш со тоа и да живееш од тоа? Не, јас го разбирам ова професионално, бидејќи мислам дека е единствен начин да израдува Македонија. Викторија, колку е реална амбицијата на младите деца дека теквондото може да биде спорт со кој професионално ќе се занимаваат и ќе им биде тоа доволно за пристоен, достоинствен живот во земјата? Во моментов мислам дека е реална, поготово во последниве години каде што се обрнува внимание на спорт у смисла на спонзорства и таков тип на заработка, со тоа што како што спомна Филип, тој е матурант, тие сите се и школувани деца, тука не се оставаат тек така, не дај Боже да се случува повреда, каде што може да заврши кариерата многу лесно, тие треба се спремни понатака да се соочат во животот. Меѓутоа тука сме и ние за да им помогнеме да ги насочиме, да одберат и кариера што можеби по завршувањето на спортот ќе им помогне да се пронадат понатаму и да најдат и пристојна заработка без разлика на тоа дали ќе бидат професионални спортисти, затоа што нивната врвна спортска кариера, да речем, би било некој просек до 30 на години, што апсолутно се уште во пикот на работоспособност, така што не би требало да има Велите, проблем. имаме таленти неспорно во секоја сфера, во секоја кога станува збор за спортот. Ни треба систем веројатно во повеќе дисциплини за да стасуваме до врвни спортски резултати. Колку генерално е вашиот впечаток дека како општество, сега зборувам, како нација, ние развиен тој спортски, имаме чувство, сенс, менталитет за врвни спортски достигнувања, со оглед на тоа што резултатите ни се такви какви што ни се. И како тоа треба да се промени? Мислам дека ради тоа што немаме се уште такво чувство како нација и ни се резултатите такви какви што се. Тоа следува едно Зошто на друго. немаме чувство? Ако во вашиот клуб работите врвно на психолошка подготовка кај овие млади деца, зошто тоа не ги заразите другите спортови? Имаше еден момент баш на заразување после Олимпијадата и последниве неколку години, затоа што веќе се гледа дека во теквондо има континент на резултати. Тука беше и Милјана Релич на Олимпијадата во Париз, каде во 2024 каде што исто имаше поминато едно коло. Тие се постојано, Дејан Ѓоргиевски исто сега во Босна на Европско клубско првенство повторно зема бронзен медал, значи тој се наметнува со континуитет на резултати. И мислам дека веќе од другите спортови почна да ни приоѓаат и да се распрашуваат за тој за тајниот рецепт ваш. Да, буквално. Меѓутоа, се уште мислам дека општо
нема општа свесност за моментот на врвен спорт, заради тоа што има моменти каде што луѓето се уште не разликуваат што е олимписки спорт, има моменти каде што луѓето не разликуваат што е олимписка норма, а што е wild карта, популарно наречена. Ни треба спортска писменост? Спортска писменост, повеќе акценти од спортските новинари во тој дел, да не секој успех во спортот апсолутно е успех, меѓутоа има тежина, секој европски медал не е исто со другиот од различни спортови. Добро, Ведрана сега е на заслужена пауза, на заслужен одмор. Заслужен одмор, да, ја пуштивме. Ти, Филип, доби заслужен одмор или? Ќе добијам ја за 10 дена. Ќе добиеш за 10 дена. Што се следни над преварување турнири и кога рековте 3 чекори патот на Филип до учество на Олимписки игри, колку е долг патот на Ведрана или на Теодор или на некои од другите млади таленти? Значи кога да очекуваме дека ќе не израдуваат овие деца на Филип веќе има потенцијал за следна во Олимпијада 2028 за Лос Анџелес. Следно за него Дејан, Андреј Василевски, Христијан Симоновски, Милена Релич настапуваат на Медитеранските игри во Таранто сега во август. Тоа има следна цел. Медитеранските игри е едно престижно надпреварување, така што мислам дека може тука да атакуваме на медал. Додека ако станува збор за Ведрана, Ведрана не е уште кадет, она е само 14 години, меѓутоа е сериозен веќе кандидат за можеби за 2032 за наредната Олимпијада. Тука станува Теодор Стојановски, станува збор за него, тој е сребрен од Европско првенство кадетско, ултра талентиран, меѓутоа ќе видиме како ќе се одвива неговиот развој. Тој се уште е јуниор, не е ни стигнат до сениорска конкуренција, веќе е еден од најпотентните во Европа, па може да кажем и во свет. Така што тој до година веќе би можеле да видиме со што располагаме на сениорско ниво, затоа што веќе сениорското ниво е сериозната работа каде што може да се видат резултатите. Велите живееме во општество, односно се уште сме на еден таков цивилизацијски развој во кој свесноста за спортот се уште не е на ниско ниво. Сега генерално зборуваме за боречки спорт, боречка вештина. Колку има стереотипи во тоа, во смисла машки, женски спорт, дали Ведрана, еве вие како тренерка ги кршите тие стереотипи предрасуди, или има нови деца, девојчиња, особено што се помасовно тренираат теквондо. Има ли во таа смисла некакви граници стереотипи? Во теквондо клуб Бутел може да кажам дека е скоро еднакво поделеността помеѓу машки и женски, што е многу интересно. Дури имало периоди каде што превладувале девојчиња па момчиња. Мислам дека најверојатно генерацијски. Што се должи таа популарност кај девојчињата за боречки спорт? Мислам самоодбрана од страна на родителите, дека има секоја генерација како момент доаѓа дека треба девојчињата да ги пуштат да научат самоодбрана и така почнуваат најчесто девојчињата. Од таа причина, меѓутоа понатаму ствараат нови пријателства. Тука што би рекол Филип, има многу убава енергија во салата и остануваат многу долго време и како друштва и како спортисти и понатаму како луѓе од тој свет. Меѓутоа многу интересно и тие што престанале да се надпреваруваат тука се како суди, тука се како тренери, тука постојано се тука. Значи, и кога ќе престане нивната спортска кариера, теквондо секогаш е дом за нив. Добро, и Филип, за крај, што би му рекол ти на едно 10-годишно дете која го избира својот спорт на еднината или сака да почне да се занимава со некој спорт, зошто би требало да избере теквондо или да избере некој друг спорт? Зашто би му помогнало во секој аспект на животот понатаму, ќе биде посмирен, ќе биде поспремен за сите следни предизвици. Теквондо е вистинскиот спорт или било кој друг? Да. Битно да биде спорт. Добро, Викторија Спасовска и Филип Блажевски, благодарам многу за учеството во денешната издање на Се кажеме. Посакувам многу успеси и побрзо до Олимписки игри. Фала ви многу. Фала ви. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете на Телма, имајте убав ден.